30 години високообразовна дејност денеска одбележа Универзитетот Гоце Делчев Штип на Факултетот на образовни науки. 3 децении од овој факултет се создавале учители и педагошки кадар кои го носат образованието низ целата држава. Настонот го следеа бројни професори, наставници, представници на универзитетот и локалната самоуправа, откаде беше испратена пораката со уште повеќе работа да се продолжи традицијата и развојот на факултетот. Во рамки на свеченоста беа доделени признанија и плакети на истакнати професори и соработници. Ова значи дека ова долга традиција не обврзува да продолжиме да работиме во истата насока, дури и уште понапорно, за да ги достигнеме врвовите на нашите претходници. Во план е акредитирање на нови студиски програми, на нови програми, така што се зголемува Факултетот за образовни науки и се шири во сите дисциплинарни подрачја на педагошката наука, кои треба да одговорат на современите предизвици. Учители секогаш ќе требаат. Да, се согласувам дека финансиската состојба е навистина таква како што е, но видете, сите ние ова го работиме првенствено од љубов кон професија. Вештачката интелигенција за овој факултет деканот Стојанов вели е сериозен предизвик и токму поради тие причини ќе има студиска програма за дигитална педагогија. Значи, новите трендови, особено развојот на информатичката технологија, особено сега појавата на вештачката интелигенција, носат сериозни предизвици и токму тие причини реков дека пред факултетот стои нов предизвик. Ние сме во постапка на акредитирање на нови студиски програми, меѓу другото една од тие е и она што е сега тренд, дигитална педагогија. Значи ние мораме да ги следиме таковите, затоа што ако не ги пресретнеме денеска ќе имаме сериозен проблем. Меѓу присутните беше и поранешниот професор Блажи Китанов, кој од лице место на настанот потенцираше дека е мотивирачки да се работи на едукација на наставниците, но смета дека во новиот современ свет е потребен нов пристап во работата со студентите. Не беше лесно да се работи толку време, јас тука го поминав речи целиот работен век. Точно 40 години работа од Педагошката академија па и на Педагошкиот факултет. Од 80 година до 2020 година. Секојаш е било возбудливо, интересно, мотивирачки да се работи на едукација на наставници за одделенска настава и за воспитувачи, и мислам дека сега баш во овој век во кој што живееме, потребен е еден нов пристап во работата со студентите. Бидејќи доминира информатичката технологија, ние треба на некој начин, што е можно повеќе, да ја доближиме книгата за читање и учење на факултетите, а со тоа и на основните училишта и предучилищните установи. Имено на 19.6.1995 година со одлука на управата на тогашниот Универзитет Кирил и Методи, а по одобрение на тогашното Министерство за образование и физичка култура, Висшата педагошка академија премина во педагошки факултет и со тоа 2 години тие прерасна во 4 години студии на овој универзитет.